на моја огромна чест и огромно задоволство, можност денот на општината, 42 години од постоење на општина Карпош, да го прославиме на еден малку поинаков начин, без големи прослави во скапи ресторани, без носење на странски пејачи, да го прославиме онака како што доликува, да направиме нешто токму на овој ден за граѓаните и за општина Карпош. Всушност, граѓаните нели ја прават општината да биде општина, и така, на мое големо задоволство, заедно со заменик министерот за животна средина Јани Макрадули, тука и заменик министерот за култура Владо Лазовски, заедно со председателот на совет, советниците од општина Карпош, денеска пуштаме во употреба еден прекрасен нов детски парк, кој што ќе може најмладите да го користат и од Нерези, и од Тафталиџе 2, но и од цел Карпош, меѓутоа и оние повозрастните, бидејќи како што може да видите, има повеќе катчиња и за седење и за релаксирање. Она што јас го зборував уште во кампањата, сега пробуваме на дело да го реализираме, а тоа е заштита и користење на постојното зеленило и секако надградување и подигање на нови зелени површини, нешто што навистина може да ни помогне да имаме поубав, поздрав живот и да имаме почиста животна средина и почист воздух за дишење. Па така, на овој парк детски каде што се наоѓаме денес, се засадени и околу нови 15 дрва, засадени се нови цвеќенца, лаванди, ќе ве замолам да внимавате да не ги згазиме и да не ги уништиме. Има повеќе клупи за да може сенките и убавото време да го користат и повозрастните, и секако детски реквизити за да може да се дружат овде и да се играат оние што најмногу ги сакаме, најмладите. Секако дел од играчките, односно од реквизитите, се од еколошки материјали. Има ново осветлување кое е лето осветлување, односно штедливи светла, така да целиот всушност парк е во знакот на заштита на животната средина и користење на постојното зеленило и подигање на нови зелени површини. Оваа недела имавме бројни активности како одбележување на ден на општината, имавме крводарителски акции, хуманитарни акции каде што помагавме на нашите сограѓани на кои им е тоа најпотребно. Имавме спортски надпревари, имавме надпревари каде што најмладите ги покажуваа своите таленти, садевме нови дрва во сите населби во општина Карпош и продолжуваме и во овој месец ноември, кој е најпогоден за садење, продолжуваме со истата таа активност и еве денес со овој финален настан го завршуваме, односно ги го посакуваме на општина Карпош среќен 42-тиот роден ден. На крајот, да не должам многу, ви посакувам убав ден, ви посакувам убава дружба. Времето ни се погоди, што е реткост за овој период од годината, почеток на ноември. Времето е прекрасно, децата се весели, родителите, бабите, дедовците, мајките, татковците се тука денес со нив. Имаме и уметници кои што ќе го разубават и оној дел кој што досега не беше убав. Би сакал само да апелирам до сите нас, тука присутни, и до сите оние што ќе не слушнат или ќе не видат на малите екрани, ваквите простори кои што општината, владата, градот или било кој ги прави, пред се да си ги чуваме и да внимаваме да не бидат уништени, да не забораваме дека всушност сето ова е направено со наши пари, париците кои што ги плаќаме во касата на општината, градот или на државата, како по основ на данок или разни давачки. Сепак, најбитно е ова да ни потрае, да не си дозволиме некој да ни го уништи. Ви благодарам на сите што сте тука, имајте убав ден и нека ни е среќен 42-тиот роден ден на општина Карпош.